белешки на коректната реплика, но еве сепак да не биде на субјективна основа, да се фокусираме на објективна основа, на тоа што ниту вие, ниту јас сме имале можност да влијаеме, ниту да го смениме, тоа се бројките. Да се фокусираме на тоа, затоа што сепак разговараме за ребаланс на буџет, каде што бројките сепак треба да го имаат прединството наместо субјективното доживување на нештата. Еве да збориме за Законов за финансирање на единици на локална самоуправа. Прво, законот е влезен во собраниска постапка уште на 12.10.2021 година. Пројдено е на прво читање во комисија, па сега се чека да пројде на пленарно на прво читање. Еве, јас ве уверувам, сега имам можност и директно да влијаам на тоа. Понеделник, нека помине на прво читање, јас веднаш ќе ја закажам комисијата. Ете, јас имам таква можност имам да влијаам на нештата и јас неколку пати јавно на телевизија го кажувам тоа. Еве, во понеделник, на пленарна седница, нека помине во прво читање, јас ве уверувам дека веднаш ќе ја свикам комисијава, без разлика колку амандмани има, ќе почнеме со материјална расправа и дека нема да има никаков проблем. Понатаму, законот е разгледан на матичното тело на Комисијата за финансирање и буџет уште на 7.12.2021 година. Тогаш јас сум председавал со комисијата и еве разговарам на комисијата. Понатаму, законот се наоѓа на 54-та седница како 45-та точка. Седницата е почната уште на 9.12.2021 година. До сега имала 17 продолженија, последното на 1.6.2022 година. Тоа е факт. Сега, зошто тогаш не се донесе? Заради тоа што спикерот одби да се разговара по таа точка. Тоа е факт. И од тука не може да побегне. Еве, за оваа. Ајде, идеме на друго, за државни патишта. Законот е влезен, овој за финансирање на државни патишта, со кој што нели се обвинуваме меѓусебно кој го кочи, но еве, да се ви благодарам. Еве емпириски да докажеме кој ги кочи процесите во собранието. Законот е влезен во собраниска постапка, доставен од предлагачот на 22.3.2021 година. Ноторен факт. Бидејќи е предложен по скратена постапка, прво собранието на седница одржана, внимавајте многу добро, на 21.4.2021 година, еден месец подоцна. Ја утврди потребата од носењето на законот по скратена постапка. Ако ние носиме закони по скратена постапка, еден месец треба да помине од кога е влезен до собраниска седница, која што ја оправува Талат Џафери, тогаш не се. Но ова е факт. Продолжуваме понатака. Свикана е седница на Комисијата за финансирање и буџет на 6.5.2021 година, се извинувам, со 5 точки на дневен ред. Се расправаше и по другите точки како субвенционирање на студентски оброк, задолжување на мали и средни предпријатија. И тоа е факт. Во собраниска процедура влезе ребалансот на буџетот за 2021 година, за кој се расправаше цел месец, бидејќи по деловникот на собранието 10 дена трае комисиската расправа, а 5 дена трае пленарната седница за истиот, кој не се одржани по ред, циклично. Во месец август собранието беше на колективен одмор и не ставаше секако по одлука на председателот на собранието. Ниту по моја, ниту по тогашниот председател Муцунски, по председателот на собранието. По годишниот одмор следеше предизборен период во кој голем дел од пратениците беа учесници и дискутабилна можноста е за заеми во предизборен период. Тоа може да го проведе од ДКСК. Во ноември престанува мандатот на председателот на Комисијата за финансирање и буџет Тимчо Муцунски, бидејќи е избран за градоначалник, и од ноември до април ние имаме председател на комисијата кој што дава решение за одржување на седници, кој што го одлучува дневниот ред. Значи, јас ги водев седниците по овластување од Талат Џафери, кој што имаше тогаш улогата на тој кој што треба да ги закаже да го утврди дневниот ред. Талат Џафери не ја закажуваше. По неколкократно повикување од нас. И тоа е факт, тоа е ноторен факт. Председател беше избран на 5.4.2022 година, тоа јас на 8 ја поминавме точката. Ете толку за кочењето. Еве ги емпириски датумите направени. Еве сега да го тргнеме тоа на страна, затоа што не ми беше тоа поентата. Поентата ми беше следна. Еве сега расправаме за амандман во ребалансот на буџетот. Јас ги прочитав декларативно ставките и сум уверен дека можеме, ајдеме сила да го поминеме овој амандман, затоа што отворено ќе ви кажам, пари има. Не може да правиме буџет од 4,7 милиарди евра, а да не можеме да најдеме пари за вакви нешта. Тоа е, мислам,
тотален нонсенс. Без разлика како се подредени работиве во овој момент, која има каде улогата да управува со какви институции, лично сметам дека треба да им помогнеме на општините. Зошто треба да им помогнеме на општините? Еве, нема да користам изјави затоа што ве провоцирам и го разбирам. И не ми е таа интенцијата никого да провоцирам. Еве да искористам изјави од Костадин Костадинов, од Перо Костадинов или од некој друг градоначалник на мнозинството. Дали Перо плаќа поскапи сметки за струја? Да. Дали плаќа поскапи? Дали има проблем со ликвидноста на буџетот? Сега не плаче, ве молам немојте така, ама ве молам немојте, не се чувствувам убаво. Излезете на говорница, кажете, не се крите од столче. Излезете и кажете кој плаче, кој не плаче. Ама ја вчера мислам по завршувањето на расправата некој друг плачеше. Заради ваквото однесување, ве молам бидете коректни. Немојте да ја свртиме темата на муабет на нешто друго, затоа што се докажале дека таму ќе изгубите. Почитувајте коректност. Затоа што Перо Костадинов не плаче. Перо Костадинов има притисок од граѓани. Граѓани кои што непосредно го избрали му ја дале довербата по втор пат. Прашајте го слободно. Еве да не користам други имиња затоа што може да бидат сватени како провокации. Кое име сакате да го споменам? Прашајте ги луѓето како издржуваат. Еве прашајте подпредседателот на ЗЕОС подпредседателот, колку плаќал за струја претходната година, колку имал предвидено во оваа година и колку пари потрошил до сега. И затоа ние сметаме дека треба да се помогне. Дали сметаме дека буџетот вака како што е предложен ребаланс е катастрофа, тотална, фијаско. И тука не навлагам понатак. Затоа постои амандманска расправа. Дали има маса на средства во буџетот да се помогне на овие категории? Да, ве уверувам дека има. И дека сега треба поинаку да биде концепиран ребалансот. Средствата се тука, колку се толку се, можеме да направиме одредено премостување и да одговориме на најсериозните предизвици. Еве, не сакам понатака да должам, само кажам една работа. Дали има поголема потврда на нашите тврдења? Се она што го разговараме 5 дена до сега, изјавата на министерот за економија од изутрина. Ве молам, прочитајте. Човекот вака вели, не ги даде посакуваните резултати, ќе ги прошируваме мерките. Што зборуваме 5 дена? Дали се работи за мерки, дали се работи за општини, дали се работи за капитални инвестиции. Значи, еве повторно јас нема да користам моје субјективно мислење. Крешник Бектеши. Тоа го изјави, не ги даде посакуваните резултати. Сега што е добиено, што е изгубено? Добиено не е ништо, изгубено е драгоцено за граѓаните. Зошто? Заради инат, заради ништо друго. Чист инат. Затоа ви велам, ке има и политички препокувања. И нормално е, собрание, различни партии сме, тоа е факт. Ја мислам на еден начин, вие мислите на друг начин. И тоа е демократија. Ние сме демократска држава. Но еве, влезете во суштината на амандманите, преразгледајте ги уште еднаш, разговарајте со вашите институции и на крајот подвлечете еднакво. Што ќе се добие, што ќе се изгуби. Затоа што не можеме ние да разговараме тука дека ова е буџет кој што ќе ги даде одговорите на најсериозните прашања, а велиме дека за 3 месеци повторно ќе правиме ребаланс. Сметам дека бевме јасни, еве уште еднаш ќе кажам, ајде да го усвоиме овој амандман, ако не го усвоиме овој амандман, да видиме наредната недела. Понеделник и среда има седници, среда не можеме затоа што ќе бидат партенички прашања, во понеделник на седницата да видиме колку што можеме повеќе, барем овие неколку закони кои што да се помина за да им се помогне на сите институции, дали биле од локален или од централен карактер. Благодарам.